Овде во Домот на културата во општина Демирхисар само што не започнало прелиминарното доделување на социјалните станови од страна на министерот Владо Мисајловски. Право на аплицирање за овие социјални станови има категории од социјално ранливите граѓани во смисла корисници на постојана парична помош, деца без родители и други социјални категории. Почна прелиминарното компјутерско исфрлање. 30 граѓани во социјален ризик стискаа палци за еден од 25 станови во Демирхисар. Аплицирале во предвидениот рок 52, но само 30 имале комплетна документација. Најсрекните видно возбудени. Имам 75 години, ќе се преродам сега по нов стан. Може би ќе поживеам уште некоја година, иначе жената ми е малце расстројана. Јас имам изгубено малце и слух, да ти кажам право, ака и се така со овој стан ми се сине дека ќе се порадам, барем уште 10 години. Фала ви многу. Не знам како да кажам, што знам. Многу убаво. Многу убаво ми е, да сум изненаден, али инаку сме 5 члена фамилија. Мајка Мита живее со нас, живееме во двособна куќа со две соби. Денешното прелиминарно доделување не е конечно. Клучот од станот и можноста за вселување добитниците ќе ја имаат откако ќе се потврди веродостојноста на документацијата. Нашата комисија составена од Министерството за транспорт и врски и Министерството за труд и социјала повторно ќе појдат кај сите граѓани и оние лица што имаат аплицирано да ги погледнеме дали документите што ги пријавиле се веродостојни и дали на терен е фактичката состојба вистината. Потоа сите оние луѓе ќе може да потпишат договор за закуп и да се сместат во своите станови. Акционерското друштво за стопанисување со станбен и деловен простор изградило квалитетен објект со запазени европски стандарди за енергетска ефикасност. Откако станарите ќе се вселат, од акционерското друштво велат, по потпишувањето на договорите за закупнина, ние се обврзуваме да станеме сервис на граѓаните секогаш кога ќе наидат на дефект во овој станбен објект. Склучувањето на договорот со нашето акционерско друштво представува само символичност или транспарентност во работењето на владата, затоа што коштањето на закупнината од метар квадратен на овој станбен простор за социјално ранливите категории ќе изнесува 15 денари од метар квадратен, што значи дека тоа е една символична сума за лицата кои што ќе ги добијат овие станови. Потенцирана беше соработката меѓу локалната самоуправа и владата на Република Македонија од страна на Демирхисарскиот градоначалник. Демирхисар и граѓаните на општината денес имаат повеќе причина да бидат среќни, затоа што последната стамбена зграда што е изградена во Демирхисар е во далечната 1985 година. Ете, со 25 станови, за прв пат после 30 години ова влада гради уште една зграда за уште една стамбена зграда. Министерот потврди дека владата ја продолжува праксата со изградба на вакви социјални станови. Наскоро се очекува пуштање во употреба на зградата во Ресен, се гради и во Кочани, во Македонски Брод и наскоро ќе биде поставен камен темелникот на зграда во Гостивар со околу 79 социјални станови.